Шери, што ќе готвиме денес? Па здраво гледачи, Шери, што ќе готвиме денес? Па зама Шери, имам пак неколку идеи така, ќе ми текни уште поубаво кога ќе го отворам мојот омилен фрижидер. Оти во фрижидерот намирниците ми се наместени. Што ќе направиме денес? Многу ми е снабден, убаво снабден, тоа ми е навистина, ми се допаја, ама гледам оти имам овде риба, ослич. Супер, ослич. Како е да го направиме осличот? Сакам да го направам така како во едно плех гратинирано. Ова ќе земам, чекајте, ќе затварам фрижидерот оти да ја држи ладното. Таглијатели, да, како подлога. Имаме таглијатели, имаме ослич. Имаме сос босилек. Еден плех, да го земам, да. Вуаля. Ке му ставиме таглијатели. Ослич, босилек, ми треба кашкавал. Јас сакам да рендам кашкавал на тоа. Чудно ќе ви види кашкавал со риба. Ама каква комбинација ќе биде. Кашкавал. Што да му ставиме исто? Плюс зеленчук. Ќе одиме со неколку парчиња модер патлиџан, тиквица. Па тоа е што го имаме на располагање сега на пазарот. Тоа вие се намирници, медитерански намирници. Гледам, имаме една везена пиперка. Везена пиперка, ова е типично македонско производ. Го нема никаде друго. Што имам овде? Имам останува еден домат, ќе го употребиме. Ајде, да го затвориме фрижидерот. Ама гледам, имам уште таму. Уште малку сланина, такви ствари можем да додадам, да му дава малку посебен чмек. Ја наполнив масата со намирниците што ги има во фрижидерот. Вау! Ајде, ќе почнеме. Сланинче, босилек сос, риба, модер патлиџан, кашкавал, тиквица, пиперка и домат. Мислам, оти имаме работа денес. Ајде да почнеме, прво и основно, што да ги вариме тестенините. Ајде. Што треба за тестенини? Па вода. Ајде. Хап. Да го враќаме. Ајде. Вуаля. Ќе го направам на брз начин. Оти можете све да ставате во плехот, да ставите во редна и ајде. 2 сати после ќе биде спремно. Ние ќе го правиме за помалку време, 20-25 минути све ќе биде спремно. Прво ги вариме тестенините. Тоа е основата. Така. Ара, ставаме да се топли максимално. Што ставаме во вода? Ставаме сол. Крупен сол и малку зејтин. Нека се топли. Ова е едно спремно со чекаме. Колку ни треба за тоа? 4 минути. Ајде. Ќе биде брзо направено. Рибата. Имаме неколку парчиња овде. Ослич. Ова не му треба многу време. Можете осличот или да го пржете, или да го варете во вода, да го ставате во редна како гратан. Има многу различни начини да се готви ослич. Ја мислам, за да биде малку по-различен, ќе сечам неколку парчиња, ќе го препржам во тава, ќе му дадам малку сланина. Сланина така ќе му дај посебен шмек на рибата. Со подлогата од тестенини, убаво крем, убав сос босилек пасата што ќе му додавам малку блитва и све внатре и зеленчук. Знаете, на крај гратинирано, кашкавалче на тоа, како ќе биде. Уау, Шери ќе спопулари со мене денес. Ајде. Многу ми се допаѓа тој начин, на вистина. Ајде. Хоп. Тава. Тоа е за осличот. Максимално така. Хопс. Зејтин. Чисто така да биде малку пропржен, оти после ќе остеме во редна, он ќе продолжи да се пече. Ама сега сакам вака, неколку парчиња само, за да биде лесно после за редење во тавата. Ете така, по 3 парчиња, одлично. Навистина, ослич во Македонија се употреба многу. Еден од рибите што се навистина многу ефтини и многу убави.
Јас си го сакам едно парче ослич. Се чека секогаш слави такви ствари за да се прави кога е посно и све. Зошто да не? Може целата година да готвите ослич. Ајде, оп, ова е завршено. На перење. Слушам, водата почнува да се стоплува. Ова исто почна да се топли. Да пазиме. Што кажав? Со ова малку сланина. Ајде. Овде. Сланинче. Ова може да оди на страна. Сланината ќе сецкам така на мали ленти. Зошто? Ќе останува мали парчиња, која целото мрсно ќе се стопи, ќе останува парчиња месо, така ќе бидат крцкави. На тоа ќе го печеме рибата, каква комбинација ќе биде, гледайте, оп, 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 така, вара, нека почне да се прже и полека ќе додавам рибата. Рибата, како кажав, е спремна и е тука. Ќе поминеме малку во брашно. Ова ни е брашното. Да. Океј, еден тајнер. Јоп, обичен тајнер. Вара, така. Да. Малку брашно. Ова си го спремам за рибата. И во брашното ставаме малку сол и бибер. Така, не треба да го солиме, ни да го ставиме малку бибер после. Он сам себе, кога ќе го поминете во брашното, ќе биде и солено и со бибер зачинето. Е така. Вуаля. Лажица. Океј. Спремно. Ова почнува да кршка. Ова е окей. Можеме да ги ставиме тестенините. Може, малку многу ставив. Двајца сме. Каква голема порција ставив. Ама иде, ќе извадиме овие што не пипна вода. Ете, овие ќе се сварат. Ова ќе не остани за нареден пат. Ова почва да кршка. Рибата, како кажав, малку во брашно. Хап, хап. Многу брзо. Е, така. Хап, хап. Хап, хап. Така. Океј. Го ставам на, како да кажем, на сланината, за да упие малку од вкусот на сланината. Е така. Океј. Едно, еден дел. Немам више место, ќе мора да чекам за да продолжам да го пропржам. Да пропржам рибата. Хоп. Ова ќе стои тука и ова ќе биде за рибата. Океј, епа, ајде. Одиме со зеленчукот. Се бриши даската. Не оти нема да се меша, ама сокот од риба, зеленчук не оди. Е така. Една зделка. Хапс. Кашкавалот ми стои тука, ова тука. Почнува да се прегужва на масата. Малку денеска не знам што ми е, ама премногу ја напунив работната маса. Ама тоа е тоа. Ајде, една пола. Еден модер патлиџан ќе биде доволно. Па. Ова ќе му направиме исто коцки за да биде побрзо и убаво на поглед. Е така. Хапс. Оп, оп. Пази, Марк, како кажувам секогаш, без ногти, без прсти. Така. Хап, 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 хап. Осличот. Таман. Ќе завршам да ги сечам овде парчињата
од модер патлиџан и ќе можам да превртам рибата. Хап, 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 хап. Какви убави коцки направив, а? Океј. Да, како кажав денес, за шери ќе има работа. Ама на крај ќе биде прекрасно. Навистина. Не само прекрасно на око, ама прекрасно и на вкус. Многу сакам така мешавина од зеленчук, тестенини, малку доматен сос, рибче. Ке ја земам овде. Штипката, да го превртиме, рибата. Вуаля, се залипуваат, знаеш, парчиња од сланина. Това е убавината. Вата. Океј. Како кажав, од сланината се стопи мрсното. Остануваат парчињата месо, а тоа го дава целиот вкус на сето. Ќе биде крскаво. Малку само и ќе го вадам, ставам на страна. Ајде. Идемо со тиквицата. Исто, пола тиквица ќе биде доволно, а ова можам да ги вадам парчињата. Јопс, спремни се. Пак ќе кажам, многу едноставно, пропржено ослич во тава, со неколку парчиња сланина, чисто да го смени малку вкусот на рибата. Така. Океј. Одлично. Ајде. Одиме со рибата и ставаме парчињата. Стои тука. Валя. Исто ова. Така. Ставам малку брашно, чисто да му прави како така една мала кора, малку крскава, која ќе ги ставиме во плекот после со сланината. Така. Завршивме. Валя. Океј. Ова е спремно. Можеме тука да го ставиме. Топ. Одлично. Тестенините, таглјателите, они се варат. Ше малку ќе бидат спремни. Многу брзо оди тоа. Беше пишано 4 минути, пак ќе кажам, почнав со ладна вода, млака му додадов таглјателите у вода, треба 6 до 8 минути со млака вода, за да бидат они спремни. Океј, ова се печи, ова се вари. Ајде да ги направиме уште неколку коцки од тиквица, пак ќе кажам, пола тиквица доволно ми е. Океј, одиме. Ленти. Вуаля. Одлично. И кажете, Марк секогаш сака коцки и све тоа. Пак ќе ви кажам, коцки зошто ги правам ти брзо се варат, се печат. Ако сакате да работите брзо во кујна, нема друго решение. Ставите тиквицата така, ќе видите 2 сати ви треба да се вари. На коцки 5 минути. Па тоа е. Вуаля. Океј. Ова е спремно. Исто ќе одиме со пиперката. Јупс. Рибата. Да превртам, везената, вау, како е убава. Секојаш кажувам, везена пиперка, ова е Македонија. Знаете ти, само во Македонија имаме везена пиперка. Чудо, ама навистина така е. Хап. Рибата пропржена. Може оде од другата страна. Така. Супер, сланината е крскава, како чипс се направи. Можеме ова го оставиме така, ќе земеме друга тава, една тава, да.
Ова е окей. Ајде. Вадиме. Така. Вау. Многу баба. Пачината. Ми треба тоа. Остани тука ти. Така. Окей. Тука. Окей. Пиперката. Ова може тука. Одиме со зеленчукот сега што треба да се вари. Не знам дали гледате, јас све што го правам, го варам да биде пола спремен. Све тоа кога биде спремно, го додавам во тавата и све ќе оди во редна. А сега ние одиме по рекламите. Шери, што ќе готвиме денес? Продолжуваме со пиперката. Македонска везена пиперка. Гордост на Македонија. Навистина, чудно ова везена пиперка, зашто така остарена. Како бабите, може и бабите најде рецепт да го направи така малку се, не знам како се кажува, со брчки. Така, не ми доаѓаше зборот. Ова е пиперка со брчки. Многу смешно, ама така е. Тоа е. Ајде, ставе малку зетин. Пиперката. Опа, охо. Вала. Да се пропржи малку. Додаваме тиквицата и модриот патлиџан. Исто да се пропржи. Завршивме со ова. И останува уште малку. Еден домат овде. Ова ќе се врати тука. Топ. Окей. Све што ви останува во фрижидерот мора да се употреби. Гледате, ми остануваше пола домат и беше во кутија. Ајде, сега го ставам во гарнирот со зеленчукот. Ништо не се губи. Добар шеф, добра жена, домаќинка, знае да го менаџира фрижидерот. Обавезно. Може да си како да кажам, да си го менаџираш фрижидерот за да не губиш пари. Навистина тоа е голема инвестиција која секогаш го пуниш фрижидерот и полека си го, како да кажам, си готвиш со намирниците што ги имаш на располагање. Тоа е голема логистика. Оп. Вуаля. Да кажеме, не само логистика, ама почнува да биде и наука. А па да, сме малку така во кујна, одиме сега како една посебна наука. Готвењето не е лесно, не е дадено на сите. Готвењето се готви прво со срцето, се готви со љубов. Второ, па се учи, има минимум, како да кажам, основа теорија. Мајките, бабите си знаат, они си го, како да кажам, наследуваат рецепти и такви ствари. Па ние мажите, па имаме прилика да гледаме од бабите, од мајките и све тоа, ама ние повеќе мора да одиме у школу, да учиме, да одиме та. Ете тоа е. Ете ова. Супер. Тестенините, они се при крај. Зеленчукот мора да се посоли. Малку бибер. Така. Да не се чудите, навистина малку мене ми е на крај и незгодно. Употребувам истите намирници. Навистина, што употребуваме? Пиперка. Употребуваме домат. Употребуваме тиквица. Употребуваме модр патлиџан. Ама, тоа е сезонски. Тоа го имате сега. Август, септември, јули, август, септември на сите пазари. Тоа го имате, тоа е основата, да кажеме, од зеленчукот што го имате на располагање. Вала, ова, му додадов малку лукче, сол,
и бибер, не треба ништо повеќе. Малку да се пропржат. Така. Сега. Преход. Тестенините. Тестенините ги вадиме. Ги ставаме во преход. Тоа ќе ни биде подлогата. Оп. Остани тука и требаш уште така. Како убаво мирисат. Зеленчукот. Лукчето, секогаш што ми изненаден, јас што сум навикнат да употребувам свеж лук. Овде имам лук во прав, ама на вистина преубаво мириса. Вау! Така, ова е спремно. Опа. Буп. Оди тука. Вака. Што правиме сега? Зеленчукот. Океј. Да не заборавам да пуштам печката. Така. Океј. Ајде. 180, 190. Вала, ова овде завршено. Ти доста е топло во кујната. Уште да додавам сега топлината од ринглата. Океј. Рибата ја ставаме така. Вала. Да, знам, те изгасив. Ми титка, тит. Да, изгасено е. Вала, рибата на ова. Океј. Еше тука. Сите парчиња ќе влезат во плехот. Така. Гледайте. Океј, имам за перење после. Или ќе чекам шери, она ќе пере. Не сум таков, не. Оп. Ало. Директно се отвара. Што правиме? Од сосот. Сосот ви кажав е спремно. Има босилек внатре, има све. Ова е сосот босилек. Од Подравка. Така. Оставам тоа над рибата. Малку вода. Ставам капакот. Се вади останатокот од сокот. Вала. Вака. Завршено. Мастиново масло. Кашкавал. Без кашкавал не оди. Ете така. Пола парче. Кашкавалче. Хап. Ренде. Како убаво ќе биде. Ова се ќе се стопи, ќе се гратинира. Ќе биде врв. Ќе направиме еден стил на лазања, да кажеме. Лазања без лазања, лазања со таглиатели. Ете така. Така ќе го можеме да го кажеме рецептот. Лазања од таглиатели со риба, ослич, убав сос со босилек, кашкавал што ќе се стопи и тоа ќе биде преубаво. Така. А сега ова ќе оди во рерна. А ние се гледаме за кратко. Оти ова ќе му треба 15 до 20 минути за да се спрема. Се враќаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Како ви кажав, ми требаше 10-15 минути. Тавата се крчка. Спремна е при крај. Јас во меѓувреме, си исперив садови, си направив се, сум спремен за Шери да ми дојде. Јас слушам колата доаѓа. Хајде. Како е вао. Ова е врв. Така. Пазиме
секогаш кажувам, крпа, крпа, обавезно, без крпа во кујна, ништо. Така. Вуаля. Хоп. Така. Јас ја направив денеска ова рецепт со тиквица, со модер патлиџан, со пиперка и сос, доматен сос, осличи све. Можете да ставате плитва, можете да ставате спанек, може бешамел. Оцем ова е една варијанта на една лазања. А ова денес ќе уживаме со мојата шери, а ние се гледаме утре со нова рецепта. Добар апетит! Шери, што ќе готвиме денес?